Доаѓа од Мартин и прашува дали скарата како подготовка на месо е добар избор. Мартин, многу добар избор, особено ако ребро, например, ставиш на скара. Не знам што ти е омилено, но знам кое е твоето прашање. И скарата, искрено, најдов многу добар одговор што ќе те интересира и најдов дури научни студии кои што на луѓе кои што сериозно навлегле во таа тема и замисли во лаборатории правеле скара и испитувале што се случува со месото, но што е целата работа кога ти можеби правиш скара на жар, практично и најдов дека не баш е најдобрата опција за подготовка на месо, затоа што кога месото се става на такви високи температури и на жар, се ослободува едно хемиско соединение кое што се вика PAH, и тоа соединение се класифицира како голем причинител и поттикнувач на дегенеративни заболувања, односно е канцерогено, и доколку кога од месото капе мрснотија на жарот, уште повеќе се продуцира соединението и практично подготовката на скара на жар е класифицирано во не баш здрав начин за подготовка. Затоа препорачуваат научниците да ако правиш веќе скара, да си правиш жар од сирово дрво и при тоа кога ти ќе ставиш скарата и кога ќе капе мрснотија ќе се упива во самото дрво дел од мрснотијата, а како најдобар начин за да не се продуцира ова соединение е да правиш маринада од пиво. И тоа значи да парчето месо го ставиш да отстои во пиво, со тоа се создавало заштитен слој во месото при што најмалку се продуцира ова хемиско соединение кое што се смета дека е поттикнувач на канцерогени заболувања. Така да, ако правиш следен пат скара, прави го сам направи си жар и претходно месото нека ти отстои во пиво како маринада.